Идејата за вечерва, што сакав да ја споделам со вас, е следнава. Зојка Младенова, поздрав. Следново сакам да го искомуницирам за вечерва. Знаете, целата идеја е да, окей, што сакаме да добиеме? Сакаме да добиеме нешто кое што ќе направи срекни, сакаме да добиеме нешто кое што ќе ни го збогати животот. Знаете, многу е важно човекот да ја наполни душата со нешто. Сега, ќе почнам со како да ја наполниме душата со нешто, но многу е важно човекот да ја наполни душата со нешто. Со што да ја наполни душата? Со добра комуникација, со добар муабет, со работи кои што душата му ги сака. Знаете, не секоја душа е иста и на некој начин можеби некоја душа сака да прочита книга. Можеби тоа ја полни душата. Некој човек сака, му е полни душата, не знам, убав разговор со пријатели. Некој друг човек му е полни душата нешто друго. Не знам што ја полни вашата душа, но многу е важно да ја наполните вашата душа. Зашто? Кога ќе ја наполниме душата, тоа е како да имате амортизер во животот. Затоа што во животот ќе има дупки, ќе има помали дупки, ќе има неасфалтирани патишта, знаете, ќе има огромни кратери од дупки каде што многу е важно воздушното пердиче, тоа е вашата душа, да биде наполнето, да биде исполнета со убава работа, поради тоа што кога душата е полна, полесно ги амортизира ударите, полесно ги прифаќа работите кои што се критики, кои што се некај негативни муабети и така натаму. Кога човекот вози на бандаж, секоја мала дупка предизвикува на некој начин промени кај човекот. Размислував една работа. Сега, знам дека ме следат луѓе кои што се исто така од странство, но сакав да го кажам ова, го помислив пред некој период. Знаете, јас живеев исто така во Соединените држави и се вратив во Македонија. Има многу работи кои што полнат мојата душа во Македонија, и секако има работи кои што полнат мојата душа и надвор од Македонија, односно во Америка. Убаво искуство имав пред тоа што живеев со роднини кои што знаат да ме прошетаат често и така натаму, многу убава комуникација со нив, така натаму, убаво искуство имав, секако убави пријатели, фини луѓе запознав и така натаму. Но гледайте, што ми е нешто кое што сакам да го споделам, особено доколку има луѓе што ме пратат, кои што се можеби некаде во странство, на кои што не име фино или на кои што не име убаво. Една работа која што би сакал да сугерирам е следново. Знаете, што е полни душата? Е полни душата секако комуникација. Така? Ако отиде некој човек во странство, но е без фамилија, потешко е. Поради тоа што нема со кој да комуницира. Ке отидете некаде во некоја земја каде што е можеби и самиот менталитет и етникумот на луѓето поразличен од наш. Ние сме луѓе кои што сакаме комуникација, кои што сакаме срдечна комуникација, кои што сакаме со пријатели да се седнеме, да си направиме муабет, кафенце да се спиеме, што и да е на пијачка човекот излезе во некои држави, можеби тоа не е според социјалната структура, односно според социјалниот ајде да не го кажам ред, него едноставно етнички, според етникумот не е тоа нешто кое што е така. Не им фали, сакам да кажам на тие луѓе. Можеби на нас ни фали. Сега, ако имате некој човек кој што отиде во странство и е сам, мислам дека на тој човек му е многу тешко. Зошто? Поради тоа што комуникацијата барем со околината ја нема и му е тешко да ја наполни душата. Помалку тешко му е на некој што ќе отиде некаде во странство и кој што има фамилија там, поради тоа што има барем комуникацијата која што е околу него. Мислам дека им е најлесно на луѓе кои што се целосно интегрирани во општеството во кој што се. И ќе објаснам од кој аспект. Ајде да речеме да селектирам. Имате човек кој што отиден во странство, кој што е сам отиден. И се тој што прави? Тој е работа, дома, работа, дома, работа, дома, работа, дома. Ништо не му ја полни душата. Значи он ги чува парите за да ги донесе во Македонија, да ги потроши во Македонија, што и да е. Респект, секоја почит, жртва е тоа, за да човекот може да се обезбеди за фамилијата која што може му е во Македонија. Но што се случува со него во тој момент, со тој стил на живот, каде што секојаш е работа, дома, работа, дома, работа, дома. Гледате, он не го заживува просторот каде што е. Отишол некој човек каде и да е во некоја земја, каде што сака да спечали,
Но што се случува? Неговиот круг и неговиот свет што е? Работа, дома, ама каде е дома? Дома е у празен стан, каде што нема комуникација, каде што нема пријатели, каде што не може да излезе на кафе со луѓе, каде што уствари има празнотија во неговиот живот, затоа што е само работа, дома, работа, дома, работа, дома, работа, дома. Подобра ситуација е некој човек кој што е таму, каде што е со сопругата, каде што е со фамилијата, со децата, зашто од работа каде е дома ќе направи комуникација, ќе излезат, ќе прошетат некој викенд, вау, тој човек е подобар. Ама пак се не може би до толку интегрирани во општеството. Но што? Ајде да кажеме некој човек отишол во некоја западноевропска земја и таму целосно се интегрирал. Може би имате некој човек кој што е оженет со жена која што е таму, или некоја жена омажена со некој маж кој што е таму воспоставен, пак ќе запознае неговата фамилија, пак ќе запознае неговите пријатели. Интегриране во општеството, може би го има и пасошот, ја чувствува земјата како негова. Гледате што се случува сега, човекот почнува да ја има земјата, ја има околината, ја чувствува како своја. Што се случува со тоа? Повеќе му е задоволена душата. Душата е повеќе нахранета, затоа што има повеќе работи. И не само што има, ја чувствува како своја. Затоа што не е важно, може би имате луѓе кои што е некаде во странство и не ја сака земјата, иако таму печали, добива работа, ама има став дека не е тоа негова земја. Тој човек не може да ужива во таа земја толку многу колку некој кој што ја сака таа земја како своја, поради тоа што душата ја впива таа земја. Гледате, ке другиот човек душата ја одбива земјата, значи душата му е празна. Да, тоа не значи дека он не може да се наполни душата кога ќе дојде во Македонија. Но кога ќе се дојде во Македонија е една работа, но што се случува кога е таму во некоја земја која што не ја прифаќа како своја? Може би земјата не го прифаќа, може би тоа е проблемот, не викам. Него сакам само да дадам објаснување, затоа што кога имате некој човек сам, таа самотија луѓе јаде затоа што нема што да ја наполни душата. Кога е со некоја фамилија он отиден таму, кога има своји роднини, пријатели, друштво, помалку е тешко. Зашто? Поради тоа што душата се полни со нешто. А ако сте целосно интегрирани во некое општество, каде што го чувствувате тоа општество како своје, ја чувствувате земјата како ваша, сте интегрирани во целото тоа живење таму. Гледате, поентата е дека кога сте интегрирани во тоа живење таму, поубаво се чувствувате вие. Зошто? Поради тоа што душата ви е полна со повеќе работи. Затоа што можеш да излезеш со други пријатели, можеш да излезеш со интернационални луѓе, можеш да излезеш со разни друштва, но тоа ја полни душата. Ја не викам дека најдобрите друштва нема да се во Македонија. Тоа сум го кажал, ја во Америка другарував со луѓе кои што не би другарувал во Македонија. Тоа беше едноставно принудно да можам да се дружам со луѓе кои што се можеби со тој менталитет кој што сум го имал ја, и сигурен сум дека многу од вас и вие тоа го правите, кои што сте во странство, се дружите со луѓе кои што не би се дружиле во Македонија, но барем тие се повеќе имате некоја заедничка реалност од некој кој што можеби се таму со кој што вие немате иста реалност. Но гледайте, поентата ми е друга. Колку е важно душата да се нахрани, колку е важно душата да се наполни, колку е важно душата да добие работи. Поради тоа што ако душата не е наполнета, тогаш мала неубава комуникација со некого ви свра од колосек. Ама ако душата е полна, ако душата е заситена, знаете, било што во околината помалку ќе предизвика промени тектонски кај вас или пореметување, знаете како во земјата кој има земјотресчиња, так се подместуваат. Помалку ќе имате на некој начин вознемирувања, отколку доколку душата ви е наполнета со нешто кое што вие го сакате. Затоа е многу важно човекот да има работата што ја сака. Затоа е многу важно човек да биде со другари и пријатели кои што му е полна душата. Затоа е многу важно едноставно да имаме став кон околината кој што е добар, затоа што и ставот наш или ни е празни душата или ни е полна душата. Што каже еден мој пријател, вика, жаре кога човек не може да се воодушеви, значи дека нема веќе душа. Гледате мудрост. Вика, кога човек не може да се воодушеви, тој човек веќе нема душа. Затоа што ако ние се воодушевуваме, ние ја полниме душата. Празна душа не може да се воодушеви, луѓе. Празна душа не се воодушевува. Разочарана душа, што значи празна душа, не се воодушевува. Друга поента што ми е,
за да ние имаме нешто. Знаете, имате дадена ситуација каде што имате луѓе научени се да прифатат лошо, што им напразни душата. Кога прифаќате лошо, се празните душата. А одбиваат добро. Не можат комплимент да прифатат. Ке му даеш комплимент на човекот, тој го одбива. Ама кажи му за никаде не те бива. Да, он го прифаќа тоа. Што прифата човеков? Нешто што му е празни душата, а што одбил? Нешто што ќе му е наполни душата. Ако на некој човек му даете комплимент кој што не може да прифати комплимент, зашто не бил така, не го гледал тоа, ги нема тие умствени шаблони, никој не му давал комплимент од мал. И се тој не може да прифати комплимент затоа што е критикуван, он што прифаќа? Го прифаќа негативното. Но ако го прифатите негативното, тоа ви е празни душата. А човек кога го одбива позитивното, исто така му се празни душата. Луѓето се научени некогаш да побрзо прифатат негативно, зависно од нивната емоција. Би текна на скалата на емоција од филозофот Хабард. Колку човекот оди по-ниско по скалата на емоција, он реалноста му се менува на полоша. На некој човек што е тажен, не му е светол денот. Ама на некој човек што е ентузијастичен и високо со емоциите, на него фактички денот му е светол. Зашто? Затоа што он има светлината во него. Емоцијата му е дава да ја гледа животот со светлина. Се знам дека во животот има дадени работи кои што вие намалуваат светлината. Тоа се трауми, загуби, неубави ситуации во вашиот живот. Сте биле карани, критикувани, омаловажувани, деградирани. Тоа ви ја спуштило емоцијата. Ја испразнило вашата душа. Ја тоа што го работам со луѓето е како да ја вратиме таа позитивна енергија. Ова го пишува исто така и во таа книга Генетика, има техника како човекот може да ја врати позитивната енергија и да ја врати еланот, мотивацијата и останатите работи во неговиот живот. Но исто така, она што сакам да ви го кажам, е дека немојте да прифаќате негативни работи, затоа што човекот е научен да прифати негативен работ, прифаќа негативен муавет, прифаќа луѓе, разговара со луѓе кои што цело време го трујат со негативни работи. Не викам дека не треба да ги слушаме луѓето кои што се повредени, имат нешто негативно. Зборувам за луѓе кои што се постојано негативни. Што се случува со вашата вибрација, што се случува со вашата фреквенција, се намалува. И кога ќе спуштите со некоја, ќе се спуштите на пониска емоција и пониска вибрација, вие прифаќате негативно. Затоа што тоа е соодветната реалност, ја прифаќате таа реалност, ја прифаќате таа негативност. Но ако човекот одбие да слуша негативни работи, одбива да биде поврзан со негативни работи, тој ќе се крене. И кога човекот е повисоко со емоциите, он природно сака да прифати позитивност, а одбива негативност. Човекот што е пониско со емоциите, он не прифаќа позитивност, он прифаќа негативност. Он ќе се приклучи на сите медиуми околу него што шират негативност. Зашто? Поради тоа што му е тоа емоцијата. Ама ако е на високо ниво, он ја отфрла негативноста. Ама ако е на ниско ниво, ја прифаќа негативноста. Кога човекот ќе го спуштиш ниско, гледате, некој кој што е критикуван, омаловажуван, деградиран, тој зашто е симнат? За може да го прифати тој кој што го деградира. Затоа што тој што е деградирачот, критикувачот, омаловажувачот, па кој би го прифатил? Зашто некој уопште би го прифатил тоа? Зашто не го имате тој за другар? Ќе го имаш за другар само ако ти си смален до тоа ниво, да мислиш дека тој е добар пријател да го имаш. Затоа што мислиш дека таа комуникација е соодветна на тебе, ама тогаш не се цениш. Гледаш, ама морал некој да те симне на ниско ниво, за да ти се продаде како квалитет, а не е квалитет. Видите? Некој морал да ве симне на ниско ниво. Имате ситуација каде што имате луѓе каде што некој цело време критикува и од другиот што е критикуваниот е до толку мал, што на крај критикувачот му е стабилноста во неговиот живот, замислете. Дојдете до тој момент да он е до толку срозен, до толку е намален, да намалувачот него он уствари го посакува. Поради тоа што тоа е нивото на кое што е дојден, тоа е квалитетот што може сега да го има. Не може сега да има високо квалитетна комуникација и човек кој што му дава пофалби. Ви текнува што ви зборев во еден лайв, предходно имав еден лайв каде што зборував за оваа ситуација. Зависно на какви шаблони сме научени.
Човек кој што не е научен на пофалби, тој да му даеш пофалба, тој те гледа чудно, он мисли дека ти нешто сакаш од него. Не е научен на пофалба, луѓе. За жал, луѓето многу често се научени на критики, се научени на понегативни комуникации и со тие комуникации после тоа се поврзуваат во животот, не ги одбиваат, а треба да ги одбијат. За да доеш на повисоко ниво, мора да одбиеш негативност. За да доеш на повисоко ниво, мора да прифатиш позитивност. Ама прво мора да се прифатиш себе дека заслужуваш позитивност. Прво мора да се убедиш себе дека заслужуваш позитивност, за да ја прифатиш позитивност. Иначе што се случува? Работите се околу тебе, ти ги отфрлаш, затоа што мислиш дека не ги заслужуваш. Може би некој те убедил дека не ги заслужуваш. Може би сам се убедил дека не ги заслужуваш, ама како викаат 100 пати лага, кажа настанува вистина. Може некој 100 пати ти рекол дека не те бива, не те бива, сега ти викаш дека не те бива. Добро. Прифати позитивност, одби негативност. И на тој начин доаѓаш на повисоко ниво на вибрација, на повисоко ниво на енергија и почнуваш да ги гледаш и да ги прифаќаш убавите работи околу тебе полесно. Знаете што, убавите работи ги има насекаде. Прашањето е дали сме спремни да ги прифатиме и да ги видиме. Тоа е целата идеја. Дали сме спремни да ги прифатиме и видиме. Поздрав, имајте убав викенд, се гледаме повторно понеделник. Чао, чао.